Нарачаните убиства и трговијата со кокаин однесе во затвор 6 криминалци, членови на кланот Грчец Дукјанџик. Половина век затворска казна добија најблиските соработници на бегалецот во Дубај, Шевал Муареми и убиениот во Ханиоти Орхан Байрами Оки, кој беа главата на овој злогласен картел. Осудените убивале и шверцувале дрога од Јужна Америка до Западна Европа, па се до Македонија, а имале помош и од државјани на Албанија и Косово. Добро разработената криминална шема беше откриена од комуникацијата преку телефонска апликација. Кривичниот суд во Скопје им пресуди по 14 и 15 години затвор на двајцата убијци, кои пред повеќе од 4 години ги ликвидира Африм Бериша и Бурим Вардар во Топанско поле. Судот утврди дека ова не е изолиран, индивидуален акт на лишување од живот, туку станува збор за убиство извршено од криминална група. На тоа упатуваат повеќе околности и тоа дека убиството е дел од поширок криминален план за убиства, потоа времето на оформување на одлуката за убиството на Фифи, Африм Бериша, активностите кои ги преземала криминалната група до моментот на извршувањето на убиството, како и фактот дека жртвата е рационално и свесно одбрана. Комуникацијата која проби полицијата покажала дека еден од убиените во Топанско поле претходно бил учесник во пукањето пред 6 години во хотелот Александар Палас. Тогаш пукал кон двајца блиски соработници на Шевал Муареми, добро познатите во криминалното подземје Јетон Кривањева Жила и Енес Исејни Викан Лаци. Тога се спасија, но беа убиени во Шишабар во март 2023 година. Сите се поврзуваат со нелегална продажба на кокаин во Македонија. За наркотичната дрога кокаин, наменета за неовластена продажба во Република Северна Македонија, осомничениот Шевал Муареми организирал дрогата неовластено да биде пренесена до Република Северна Македонија. Осомничени како припадници на кланот од Грчец Дукјанџик беа 16-мина, тројца беа убиени, а со себе повлекоа и двајца полициски началници кои наместо да служат на државата која ги плаќа, им кажувале на криминалците за акциите и апсењата кои ги планира полицијата од декември 2019 до март 2021. Шевал Муареми успел да ги мотивира пензионираните инспектори да алармираат групата за секој потек на полицијата, а за тоа биле наградувани со станови, коли и кеш кои не може да се ги дозволат со плата на полицаец. Лидерот Шевал Муареми се наоѓа во Дубај, а од март минатата година се бара со меѓународна потерница. Адвокатите на групата ќе ја обжалат пресудата, а ја спорати комуникацијата на апликацијата Sky, која ни беше дадена од француските истражни институции. Француските власти без европски истражен налог упаднаа на хакерски начин во вториот сервер во Лион, град во Франција, од кај што ги екстрахира сите овие податоци кои што се потоа дистрибуирани до различни држави во цела Европа и каде што се иницирани кривични постапки врз основни податоци. За 2 дена почнува судењето и за групата на Раде Трајковски Штекли. На обвинителна клупа ќе седне и ривалската група на Грчец, Беланоца Барон, чиј лидер Фатлио Мајети Тоте од зад решетки организирал убиства за неговите противници.